Ке добија ли Cybertruck можност да се регистрира и во Европа? Со таков предизвик се зафати швајцарската компанија Tesla, која е независен дилер и сервисер на возилата на американската марка. Тие во моментот анализираат кои модификации на електричниот пикап треба да се направат за тој да може да ги задоволи стандардите. Секако ќе бидат опсежни, но швајцарците се убедени дека ќе успеат да добијат барем национална хомологација. Но таа, за жал на ентузијастите, ќе важи само локално, бидејќи земјата не е членка на Унијата. Првиот, но и најлесен проблем со кој се соочуваат се острите рабови на каросеријата кои добија гумени заштити, а за намалување на повредите на пешаците се вградува и нов браник. Електричните инсталации целесно мора да се сменат за да бидат во согласно со европските норми, додека голема препрека представува максимално дозволената тежина која далеку надминува 3,5 тони.